Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со доктор Ирена Димитриовска, специјализант на Универзитетската клиника за токсикологија и асистент по интерна медицина на Медицинскиот факултет Скопје. Симона Коруновска, нутриционист, и пејачот Александар Тарабунов. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 12 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и некако сум сигурна дека ќе останете со нас до 11 часот. Ако немате активности, ако сте во вашиот дом, се разбира да го избегнете топлото време и сите оние непријатности кои што се случуваат надвор, па затоа останете со нас. Имаме навистина убава екипа ова утро во студиото и верувам дека ќе бидеме доволно забавни и едукативни. Гостите ни пристигнуваат се уште во нашето студио, но верувам дека ќе се сместат кај да ќе започнеме. Имаме доста теми за разговор до 9:45 додека да ја направиме првата пауза. Верувам дека ќе успееме добар дел од разговорот кој што го подготвивме ова утро заедно јас и Бисера да го направиме со нив. Бисера, добро утро. Се разборев некако. Се разборев од Сабајла, меѓутоа ти си станата рано и можеш да се зборуваш. Верувам и гледачите уживаат заедно со тебе. Го испивте првото утринско кафе или можеби друг напиток кој што го пиете наутро. Уживате со нашите теми од 6:45, а како што кажа Цеца, верувам ќе уживате до 11 часот. Гостите ни се сместени, Цеца, и може да си ги представиме. Конечно, стрес од Сабајле, почитувани. Не знаете што се случува зад камерите, но гостите ни пристигнаа. Добро утро. Да ви посакам уште еднаш топло добре дојде вака официјално. Веднаш до мене доктор Ирена Димитровска, која што е специјализант на токсикологија и асистент по интерна медицина на Медицински факултет. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Ви благодарам за вашата покана да присуствувам на вашата емисија. Драго ми е што успеавме да се договориме за гостување, бидејќи сакаме да знаеме што се случува и на токсикологија. Навистина има доста актуелности, не само околу Нова година, туку цела година има да случувања таму, но доста теми ќе опфатиме со вас и драго ми е што прифативте покана. На клиниката токсикологија секогаш е турбулентно и секогаш има многу работа. Кај нас имаме случаи на акутни интоксикации со алкохол, кои секој низ целата година ги имаме. Имаме интоксикации со лекови, имаме случаи на предозираност со психоактивни супстанции. Исто така имаме и корозивни интоксикации, имаме и инхалаторни интоксикации со средства за чистење, што се многу актуелни кај поразговорно да разбереме сите за какви труења станува. Популации, чистење со средства за домаќинство, често имаме и такви амбулантски што ги третираме, нели? Да. Во овој период, летен период, актуелни се и каснатини од змии, пајаци. Исто така тие што одат на одмори, на туристички атракции се случува убоди од морски еж, од медуза, морски пајак, рибата зајак. Доста работа имате, навистина имаме ние доволно време за да раскажеме се и да дадеме совети и препораки од вас. На средина на ова женско друштво ни Александар Тарабунов, не успеавме да се видиме зад камерите. Добро утро, добре дојде. Добро утро, добро ве најдов. Многу е убаво, вака пријатно. Кога доаѓаш во 9:15, требаше од 10 до 9, мислам дека е фантастично, не се шегувам, ти благодарам што воопшто дојде, бидејќи знам дека имаш доста напорно лето, настапуваш, знам дека е тешко за музичарите од Сабајле да дојдат во утренска програма. Не е тешко така се случи, мислам, којаш не каснам, али сега е 5 минути, колку звездите на крај доаѓаат, тара, опростено ти е. Туска треба да пееш, да ни се извиниш, немавме време. Сега од Сабајле. Не сега одма. 10 минути. Да пеам, верувај. Па, ај пробај. Симона рече, зашто нешто. Симона Коруновска, прво добро утро, а после долга медиумска пауза имаме во Здраво Македонија, многу ми е драго. Добре дојде. Добро ве најдов пак. Да, не сум била никаде скоро една година, меѓутоа тука се чувствувам пријатно. Во пријатна атмосфера, како дома. Фала ви на поканата повторно и мило ми е што ме најдов. Да, имаме со тебе исто интересни теми за летно време пред почеток на школската година, интересни совети кои што ќе споделиме, него сакав да кажам, бидејќи не бевме сигурни дали тара ќе стигне, Симона рече само јас да не пеам. Прво рече не ќе пеам, па после вика ај подобро јас да не пеам, така што мора да пееш, мораме да имаме пеење. Не, што ми дошла таква идеја, значи може да проба да запее. Другарките и рекле да не пее ни на караоке, и јас реков па ако на караоке не е окей на утринска. Само по туш да пееш, така, таму ти дозволи. Па се жали мачорот, може подобно. Не,
и мачерот се толку е трагично. Добро, ние те прашавме дали сакаш кафенце бидејќи доцнеше да бидеме добри домаќинки. Може, да. Сакаш кафенце турско? А колешката Александра ја гледам зад камерите и ќе ја замолам да направи едно турско кафе. Без шеќер рековме? Без шеќер, нормално. Да, Александра ти благодарам, мака да не се вртам целосно, но фала ти. Ето да, голем поздрав до нашата драга колешка и 3 кафења во режија. Добро. Сакам да започнеме со темата какво лето имате. Тара споминавме дека навистина ти е доста напорно периодов, но ајде од тебе. Не ми е напорно, мислам, тоа што си го работи со страст, со мерак, не го чувствуваш како напор. Како терет. Мене ми е баш за задоволство. И веќе почнеме со тебе за прва љубов, повторно ја оживеа песната што пред повеќе од 50 години ја испел бидејќи нели јас не сум постојала твој татко. Кажи ми кога почувствува прв пат дека треба да направиш ваква една предавање? Па имаше еден лик што ги има постирано сите материјали од тоа време. Добро. Што се снимале во радио телевизија, да. И таму има некои од композиторите кои што тогаш пееле со Big Band снимале и татко ми го седнав до мене, викам ајде да ми кажеш која песна, како точно се вика, кој наслов, која е твоја, на која си ти композитор. Автор, да. Да, и сите тие ги симнавме и песната Прва љубов, викам, таа ми влезе од прва онака во срце песната. И викам, чива е оваа песна? Вика на Драган Геконовски Шпато. А јас сум најголем фан на Шпато. Постојано го слушам и по дома. Се имам слушано што има изработено. И тоа така некако се поклопи од омилениот композитор, песна, башка и на татко ми е песната и многу ми се допадна песната, има многу убави хармонии, многу убав текст. Така. Убави вредности. Да, убави вредности. Во ера на инстант хитови, мислам дека недостасува нешто што го направи ти. Па тоа време, мислам дека луѓето биле порастеретени, некако пофокусирани. Сега сите гледаме у телефони повеќе и ни бега тоа што е наше, знаеш. Да. Дали е тоа пеач, дали е композитор, не можеме комплетно да се пронајдеме себе си, бидејќи постојано сме дефокусирани од телефоните. Тоа е моje мислење. А во тоа време се било некако поспоро и кога ќе седнеле да пишуваат дали е музика, дали е текст, тоа го правеле со толку биле внесени, да. Денеска и ChatGPT може да направи, нели? Па да, може, ChatGPT може да те насочи. Многу е добро за инспирација, вештачката интелигенција е супер за нас. ChatGPT конкретно за оваа песна, што да смениме, што да дадеме. Пише ли на ChatGPT? Не, зашто тука не ни смееш да менуваш. Да, апсолутно. Прва работа и додека работевме и со Билбилов, мислам разговаравме да не отстапиме од тој звук кој што е автентичен. Да, рековме или се нафаќаме ова да го направиме како што треба или воопшто да не го пипкаме, така. Зашто кога правиш преработка треба да направиш нешто да биде или приближно до оригиналот или да звучи подобро. А не смееш никако да направиш да биде полошо, да. А за други твои текстови на песни си му пишал ли на ChatGPT? Па јас постојано, мислам, сите веќе сакале некеле во секоја професија сите се консултираат со ChatGPT. Додека е консултација, добро, кога ќе почнеме нели да се лекуваме таму, затоа реков дека е многу добро за инспирација, за насока, за побргу да твојата идеја што ти е во глава да ти ја доближи, не знам како ја кажам. Да, јасно. Јас имам и мои спотови, прво ќе му ги дадам идеите кои ми се, како го гледам спотот, ми вади комплетно сценарио. Па сега, од тоа сценарио ти гледаш колку, што, каде, колку буџет ќе ти треба за тоа да го реализираш. Па на крајот секогаш од сценариото, спотот, финалниот производ и излегува
сосема нешто друго. Така. Али мора да имаш Креативен понешто. процес е тоа, не може до секој детал да се осмисли баш од претходно. Не сме Холивуд па да речеш тоа е напишано и тоа ќе биде. Многу сме блиску до Холивуд. Многу сме блиску, да. Ќе зборуваме и понатаму за музиката која што создаваш, особено оваа година, некако малку имам јас лично чувство дека те немаше па се враќаш, можеби не е така. Цело време ми има, мене ми е Цело да не време станам има. досаден. Можеби те немало толку со авторска музика колку што те има годинава. Така, да. Се поправив. Добро, значи ја следам твојата кариера, не се грижи. Сакав да кажам ќе се вратиме на музиката и која е твојата прва љубов, тама имаш време да подразмислиш. Ќе продолжиме со Симона. Што денес значи здрава исхрана за тебе и колку ти се промени гледањето кон нутриционизмот генерално, од кога почна до денес? Јас првично сакав да бидам ветеринар. Навистина, баш блиска професија едно до друго. Да, сакав да бидам ветеринар, па потоа сватев дека не е баш гламурозно како на филмовите, дека ќе лекуваш кучиња и мачиња и сакав да бидам доктор следно. Добра. Меѓутоа сватев дека можеби за тоа немам желудник, затоа што сум емотивна и одлучив да станам нутриционист. Сите три заедничко, сите три професии е заедничко дека има грижа генерално кон другите. Има хумана нота. Да, има хумана нота. Сега, тоа што го очекував пред да станам нутриционист, до сега дефинитивно не ги оствари моите очекувања. Добра. Со тоа што не сметав дека можеби цело време толку ќе треба да се надоградувам. Меѓутоа, како што кажа и другите гости, кога нешто работиш со љубов, а јас тоа го работам навистина со многу љубов. Да. И сакам да го правам и тотално уживам во процесот. Да. Кога ќе го отворам лаптопот да куцам исхрана, јас се дефокусирам од реалноста и губам усет за време. Мислам, да, од страна не изгледа тоа дека е многу креативно, меѓутоа е креативно. Како не е креативно? Да, ги гледаш самите анализи, значи ги гледаш самите прашања кои што клиентот ги одговорил и Пристапот ти е многу индивидуален и апсолутно има креација во целото тоа кое што го правиш, бидејќи нели прашуваш што јадеш, што не јадеш, создаваш рецепти и интересни работи кои што треба да му бидат нели на клиентот убави за јадење на крајот од денот. Убави да не биде дека јадеме само нели да нешто му бидат одржливи. Невкусно. Одржливи, дали овој клиент со овој начин на живот би можел ова и ова да го зготви, или дали би го јадел, или дали ова би му било доволно вкусно. И значи тоа е еден процес во кој што уживам, така да нутриционизмот дефинитивно ги има исполнето моите очекувања од сам старт до сега и е нешто што да можам за секогаш би го правила. Има ли некој идеален пристап и што подразбираш под здрава храна? Идеалниот пристап е секогаш индивидуален. Добра, одговори ми на прашањето, односно одговори ни на сите, додека го земаме с кафето на Тара, да не мисли дека само пред камерите нарачавме кафе. Веднаш се враќам. Идеалниот пристап, тебе ќе ти кажам, е секогаш индивидуален, значи тоа е идеалното затоа што сите сме апсолутно различни. И различен организам. Различен организам, имаме различни навики и имаме различна домашна храна, буквално. Значи, некој работи што дома, некој ги јаде, друг не ги јаде дома. Меѓутоа, на крајот од денот, кога сме возрастни, се сведува на тоа што сме јаделе кога сме биле мали. Ако ти готвеле традиционална македонска храна, многу е веројатно, некој период можеби нема да јадеш, меѓутоа кога ќе бидеш возрастен ќе се вратиш. Мене до ден денес сум милион јадење ми е грашок. Мене леќа. Децата што може би денес не обожаваат. Ама зависи леќето, ако ги ставиш некој Симона се надоврза зачини, може би да многу вкусно. Леќето може ја вчера вечерта си направив проје од леќе. Добро. И јас тоа го правам. Проје од леќе. Да, има навистина доста рецепти кои што се. Зачините мислам дека играат голяма улога. Да, во секоја храна. Манџасти. Како ги комбинираш работиве, мислам? Да. Може нешто овака само, ако е да го јадеш, нема да ти е вкусно, ама ако добро го искомбинираш. Да, ама и текстурата, не само Текстурата, да. Текстурата е исто многу важна кај креирање на еден оброк. Треба да има повеќе ноти. Добро, благодарам. Ќе се вратиме на тема музика и храна. Споминавте, докторке, дека имате навистина доста актуелности летово. Оно што најмногу вака ми остана во глава се каснувањата од, не можам да кажам инсекти, буквално од животни. Така што се случува на токсикологија и какви интервенции имате најчесто летово? Кај нас најчести се од змии и од пајак. Односно од пајак, од црна вдовица. Се извинам, тоа смртоносно е, така? Го има кај нас. Кај ваквите пациенти, како да кажем, кои се каснат од змија, првично битно е каков тип на змија е, нели има
Змии како шарка и поскок кои предизвикуваат, имаат невротоксин кој предизвикува симптоми и Има лоша жена. Жените секој се лоши. Добро. И поскок да речеме кој како што кажав, шарката и поскокот се едно од најотровните и те имаат невротоксин кој предизвикува симптоматологија. Кај овие пациенти битно е навремената реакција, да се препознае, навремени диагностички, како да кажем, процедури, лабораториски анализи, хемостатски параметри, навремено давање антисерум и антивоспалителна кортикостероидна терапија и така натаму. Значи, клучно е навремено од пациентот да се јави кај нас и да ја каже симптоматологијата. Да, верувам дека често пациентите сами дома сакаат да се снајдат, нели споменавме ChatGPT и вештачка интелигенција, меѓутоа што е она што докторите исклучиво кажуваат дека не треба да се прави дома сам во домашни услови, нели? Најчеста грешка што ја правите што го подвразуваат, нели, надказ на тенето го подвразуваат местото. Тоа е првично. Или пробуваат дури да го вшмукаат отровот, некои, како да кажам, народни тоа не е верувања. правилно? Па не е правилно. Не е правилно, иако... А која е првата помош која треба да се ја дадеме доколку дојде во таква ситуација? Првично што може да направи, да се стават ладни облоги и да се обрати во првата установа за здравствена помош, во која ќе биде транспортиран во место каде што може соодветно да биде третиран. Да, одлично. Интересна тема која што сакам да отвориме со вас е дека активно се вклучувате во кампањи за подигнување на свеста за ретките болести. Зашто најмногу се залагате? Ретките болести, мене од секој ми биле поле на интерес. Уште кога бев студент, потоа и на специализација, ги сакам ретките болести затоа што луѓето со ретки болести се уникатни. И да бидеш уникатен е доблест, не е мана. Тие луѓе се соочуваат со многу предизвици, многу тешки борби, не само пациентите, туку и нивните семејства. Така е. Многу пречки, административни пречки, нели, да се стигне до соодветен третман и до соодветна диагноза. Јас сум активно вклучена во кампањата за ретки болести, ги запознаваме ретките болести. Така е. Веќе 3 години. И мојот интерес најмногу е насочен кон да речеме децата со Алпорт синдром, Даунов синдром и сите ретки болести. Да, дали сите тие пациенти имаат соодветната терапија и колку имаме системски решенија за ретките болести? Да бидам искрена, тешко е да се дојде до диагноза. И тука се губи времето. А за овие пациенти времето е најбитно, најскапоцено. Третманот може да биде и нели прво да биде со лекови, да речеме кај Алпорт синдром, тие пациенти тие пациенти дел од нив завршуваат и со трансплантација на бубрек, претходно се на хемодиализа, значи долг е процесот на лекување. И терапијата понекогаш се набавува и од други држави. Кажам, лекување во странство. Зависно за кој синдром се работи. Да, добро. Ќе продолжиме сега со тема музика. Оставивме домашна кај Тарабунов да ни каже која е твојата прва љубов. Спрема шо? Да, музиката, љубовта. Така ти се вика песната, прва љубов. Која е првата љубов на Тарабунов? Музиката. Колку дипломатски одговор. Кој жанр? Како кој жанр? Повеќе жанрови. Жанрови? Да. Значи добро дипломатски го избегнувам. Можам да кажам дека сум влюбен во музиката, зашто секојдневно вниманието ми е насочено на музика. Да. Дали е тоа слушање музика, некогаш сум досаден и колеги ќе речат моце пола бави. Зашто е во каварето со Димитар Андоновски постојано ги замараме сите што се танчери, балерини, балетани све. Не верувам дека ги замарате. Ги замараме, да, зашто ние постојано преслушуваме демоа во тоа едно сопче, на еден звучник. Да, па сакаме да слушнеме како звучи басот, па малце ќе попуштиме и така. Знаеме да замараме со музика луѓе. Али тоа е уствари тоа кога си на нешто фокусиран максимално и тоа го правиш од срце, го живееш, не е фейк ништо. Да, споменавме претходно дека годинава многу нови песни изведи, 3 или 3 песни. Твои? Колку демоа имам направено? Колку демоа? Добро, една по една. Имам завршено, 90% се готови веќе. Ме интересира дали влезе во фаза има многу што да кажам. Па не би го рекол тоа така како да кажам на некого да се докажувам, едноставно
го живеам тоа на некој најискрен начин, најсозреан начин, ајде тоа така го кажам. Кога работам музика, сакам да го извадам од песната најдоброто, значи дали е тоа хармонија, дали е негде ќе подзакасни некој акорд, па и тоа ќе направи своја убавина, зашто не е тоа во луп да ја ставиш песната, знаеш, све да биде совршено. Туку некојаш и грешка, некој акорд можеби ќе Креативна грешка. Така, тоа е уствари за мене совршенство, кога неправилностите се совршени за мене во музика. Тоа е уметност. Да. Тоа е уметност и вие сте уметници, пеачите. Ама уметност е ова што го правите во кабаретот во Битола. Да. Имавме прилика со Јелена на еден настап да те видиме во Битола. Навистина изгледа светски. И кабарето, и танчерките, и сите вие пеачи кои што учествувате, водителот кој што го води целото тоа шоу. Сигурно е многу собрани сме сите така. Сигурно е многу захтевно, кажи македонски Па збор, напорно. Не е напорно воопшто. Веќе 5 години го правиме тоа, има многу убава енергија додека работиме. Да. Сите сме различни, сите сме како едно, не знам како да кажам. Тоа се гледа на сцена, навистина се чувствува. Па тоа не е само на сцена, и позади сцена се дружиме максимално. Не знам како не ни издосади веќе. Али се дружиме, тоа продолжува, па нема да отидам, ја не знам, два викенда веќе ми фалат луѓе. Стварно ширите убава позитивна енергија, насмеани сте додека настапувате. Да, па тоа гледаме да го држиме позитивната енергија, зашто нормално како и секој голем тим, некогаш и имало и некои незадоволства од некој, знаеш, па секоја сме викале на тие состаноци да ја задржиме оваа енергија што си ја имаме, зашто стварно уживаме сите во целиот процес и во ова што го правиме, зашто први го почнавме ова, не знаевме како ќе биде, што ќе биде, а тоа тргна така убаво и им се допаѓа на сите што дошле и сите што си отишле од таму, си отишле насмеани. Да. И задоволни, да. Дури и мои пријатели кои што биле многу критички настроени, кога дошле, рекле, вие стварно... Зашто критички? Генерално такви луѓе. Да, како што знае, критичари знае да ти најде во нешто мана, да, ти вика, ова нема што да ти кажам тука. Најголемите критичари велат секоја чест. Има мислам како уште едно кабаре кое што се отвори во Скопје или сега да не погрешам. Меѓутоа вашето е прво дефинитивно и драго ми е што создадовте некоја убава традиција за кабареа во Македонија, нешто што го немавме и требаше од страна да викаме. Интересно е и за нас изведувачите као плюс искуство, да. Зашто тука учиш и движења кои што ќе ги примениш подсвесно и на некој твој соло настап. Аха. Па да, мислам, има случајно и се адаптираш некако. Како вика Брусли, be like water, вика ако те стават у чаша, биди вода. Мислам, биди чаша. Водата ако ја ставиш во чаша, ќе биде чаша. Ако ја истуриш, ќе биде не знам што. Значи, цело време треба да се адаптираш. Да, добро. Имаш, како што кажавме, доста проекти, само сакам малку да ја вклучиме Симона. Многу интересно кај тебе дека си мајка на две дечиња и си многу успешна во тоа што го работиш и не знам како успеваш да го најдеш балансот, тоа е едниот дел од прашањето. А другиот дел од прашањето ми е за сите млади мајки кои што не гледаат и не знаат како да им наметнат условно на децата здрава храна, бидејќи секогаш повеќе сакаат сладки, не знам, сладолед наместо банана или јаболко, како нели здрава ужина. Па, децата секогаш учат од пример. Дали бил позитивен или негативен, тоа ќе го научат. Генерално и јас тоа што се хранам здраво и навистина живеам здраво, се гледа. Тоа го имам, фала цаца. Тоа го имам научено од моите родители. Да. Јас сум цел живот активна, тоа станало дел од мојот идентитет буквално, значи сите кои што ме знаат низ години ве знаат и тоа е нешто што јас го живеам. Значи тоа го живеат и моите деца со мене. Значи има некои работи на пример кои што моите деца не ги јадат или ќе ги пробаат или не се едноставно восхитени затоа што вкусовите се учат и не само што се учат, генерално и бебе кога пробува вкус за прв пат се смета дека треба 50 до 60 пати да го проба истиот вкус за да го навикне и да почне да сака да го јаде. Така да би рекла се е навика. А во однос на обврските, добра организација, приоритети и искрено со некои работи касно.
Меѓутоа, Никој не е совршен и не знам кон какви идеали целиме сите, ама добро. Оставам за утре, меѓутоа што научив минатиот период дека многу е важно да се ставам на прво место и најважно ми е да бидам окей, психички и физички, исхраната да ми биде средана, значи да бидам извежбана, мислите, сама со себе да бидам окей и кога си сам со себе окей, после некако си доаѓа на место. Да. Полесно се бираат приоритетите, автоматски имаш помалку уврски затоа што некои работи не ги правиш само за да ги направиш и полесно тече животот. Да, мислам дека Тарабунов тука ќе сака да се надоврзи, докторката се разбира во секое време можете слободно да се надоврзите, меѓутоа гледав кога се подготвувавме за емисијата едно интервју во кое што зборуваш за не себе прифаќање, туку начинот на кој што гледаш на себе и колку ти се ставаш себе си на прво место и колку си променил работи можеби во последната година кај себе. Па постојано се менуваме сите секојдневно, али многу е битно како ќе се менуваме, дали ќе се менуваме на подобра верзија од тоа што сме биле вчера или ќе тонеме. Животот нормално ни нема да биде живот, мора да биде интересен, значи мора да ти става предизвици да види колку си ти јак уствари. Да. Дали ќе потпаднеш, ќе тонеш или тоа, како викаат, кажи му фала на стравот кога ќе ти дојде. Зашто кога ти дојде стравот, тој сака уствари да те извади од таа комфорт зона кај што тапкаш во место и си цело време окей, све, ама не е ништо окей, тоа не е за тебе уствари. И затоа како најголема мотивација и мислам дека секој човек треба да го доживее тој страв, да го кажам. Условно, така, тоа не е страв, уствари треба каде што ќе се соочи сам со себе. Во тишина, сам со себе, нема ни на кој да каже вака ми е, така ми е. Сака, нека кажеме, меѓутоа кога ќе станеме сами со себе и со мислите. Секојдневието да сам со себе, значи нема никој кој да ти помогне во никоја работа. И тука веќе мислам дека од тука, тоа ако го издржиш, после почнува да ти се менува цела реалност. Може би е зрелост тоа? Вие сте повозрасни од мене, ќе ми кажете. Не знам како да го кажам, али тоа си иде со комплетна дисциплина која ќе се ја направиш во твојот живот, како што кажа она, кога се ти е подред, се ќе ти биде подред. Да, кога имаш план и цел. Јас и премногу внимавам на што ставам во уста, зашто што ставаш во уста, таков и ќе ти биде животот. Од Сабајле сум со многу здрави работи, со чија, со овош, се подготвувам. Па да, после тоа треба да изведам веќе месец дена немам вежбано, одма чувствувам дека нешто не е како што треба. Да, баш вчера излегов на кеј да протрчам и се осетив. Вика, ако не знаеш колку не си во форма, излези, потрчај малку на кеј, само ќе ти се каже. Баш си го одбрал времето за трчање, деновиве свежичко е во Скопје. Свежичко, да. Да, и баш нема комарци на кеј. Фино, да. Имавме една дилема со една гостинка, зборувавме за здрава храна. Горе-доле сите сме иста генерација на масова и со говорничката зборувавме за тоа како ние сме се хранеле порано. И сега се сеќавате, сите сме пиеле од исто шише, никој не обрнувал внимание на чија, што вика Тара, чија која да од чија ние на 10 години смеадале смоки. Се не е здраво, се не е здраво. Чија сип. И сега муабетот беше дека затоа имаме болести сега. Вистина ли е тоа, Симона? Не знам, тироида, некој глава го боли, мигрена. Лила, јас многу често слушам, е добро да ние кога бевме мали ни дава да јадеме, не знам, лепи маргарин, па еве што ни фали. И во Кока-колата шеќерче ни става. Луѓе многу работи ни фалат. Што ни фали? Многу ни фали. Мислам, доста работи. Може мислиме дека ништо не ни фали. Затоа Симона тука да не каже. Се собравме 5 умови овде на масава гледачи, кој знае што се било до таа страна. Не, дали не фали на вистина? Па се случува, не знам, тоа може, не знам, нездравата исхрана на долг рок и неактивниот начин на живот може да бидат тригер за потекнување на некои болести за кои што имаме генетска предиспозиција, меѓутоа можеби не би се развиле под други околности и услови. Значи, не знам, мислам, еве, докторката би се служила, има многу остеопороза, значи, кај жените. Тоа е недоволно калциум, значи, калциум внесуваш до 30 година, до тогаш ги градиш коските. Од 30 нагоре само ги разградуваш. 1% од калциумот во целото тело се наоѓа во крвта. И кога
ќе прифали на телото калциум, прво се намалува тој од крвта и како проаѓа истата, низ куските ги разградува, значи Се размислувам да, колку мислам сирење сум има јадала како дете. не само сирење, не знам, мурда, грчки јогурт. Млечни производи. наше време. Кисело млеко ќе имаме со кисело млеко, мислиш, сусам исто така. Се согласувам Сусам дека добро е храната така. е многу битна многу калциум. за третмани на хроничните болести и покрај фармаколошки третман битен и начинот на живот и исхраната. И кај ендокринолошки болести, и кај хронични автоимуни болести, и кај болести на коски, како што кажа остеопороза. И покрај фармаколошки третман, доколку пациентот не внимава што внесува и како се храни, не е успешна и таблетарната терапија. Јас исто Особено почнав кај да го правам ендокринолошките. методот на овој на Вим Хоф. Ма прочитав книгата и баш ме заинтересира. И почнав да го применувам тоа длабоко дишење и мислам дека со длабоко дишење многу работи можат да се средат, зашто постојано имаш крвоток активен, кислород во Вајде исто тој физичката активност го праве. па не го Кога ќе трчаш, многу кога ќе почне на брефташ. да, Тогаш да, крвотокот. али во комбинација и вежбање, дишење и ладна вода, мислам дека тука Ладна вода не. ладна вода е најбитната работа. Сега ќе ти мислам кажа едно, дека- да не кажам место Јас место мислам не. него, ама точно зошто ќе кажеш. Два Да, пати дневно, дека се тушираш со ладна вода, тоа Ма не некаде ти го туширање за прочитав. пиење зборуваш Не, тоа не, или па за зборувам. три пати. Три Три пати туширање со За ладна вода туширање, дневно. за пиење тоа се подразбира. пиење. Мислам, тоа нормално ми доаѓа сега лето Пиење е, не, нормално ќе како речеш, е да не, е три пати ќе се не, тушираш, сумната дали е така со е. ладна, дали со топла. И два пати неделно cold plunge, тоа е мислам најефективното нешто. По 5 минути се седи. И тука треба да се смириш, уствари тоа е позитивен стрес му даваш на телото. Тоа спортистите го прават, не? Да, го прават спортистите, града многу е со- добро за со лед. рекавери на мускули после активна работа, после вежбање и многу побрзо се враќаш, мислам, во нормала и посмирен си, пофокусиран си на моментот и јас го практикувам тоа веќе скоро година ќе. да, и тек- Многу подобро се чувствувам, многу повеќе енергија имам, посмирен сум. Мислам дека ќе имате дебата со Симона, ама позади камерите. Да, знам дека на жени, мислам на девојки, им е многу кога ќе ми спомнеш ладна вода, нема шанси, срце ќе ме удри. Али тоа е само мислиме дека е така. Јас За прв пат- повеќе здравствени и психолошки совети, следете го Тарабунов на Комбинација. Инстаграм. Ние тука Во мораме комбинација со една неа. кратка Може. пауза да Совети за направиме со ментално реклами. Се враќаме за кратко. Совет за ментално здравје. Да, мислам сите тројца би